Вечер исполнета со емоции, хитови и искрена енергија. Токму така изгледаше концертот во Македонската филхармонија, каде пејачот Јоце Панов приреди вистинско музичко доживување за својата публика. Екипата на Hype Македонија беше таму да ја долови атмосферата која уште долго ќе се прераскажува. Во оваа специјална музичка приказна, како гостин се појави вокалот на Тропико бенд Сале Тропико, кој дополнително ја разгора атмосферата и ја крена публиката на нозе. А посебен белег на вечерта даде легендарниот Наум Петрески. По концертот разговаравме со Јоце за најсилните моменти од вечерта, предизвиците за сцената, емоциите пред самиот настап и секако дали се помина според планот. Ке слушнете и која песна најмногу ја почувствува публиката, како и што следува по една ваква спектакуларна вечер. Јоце, ти имаме по завршувањето на твојот концерт во Македонската филхармонија. Ние си поминавме прекрасно. Кажи ни како си помина ти вечерова. Најубаво на цел свет. Уште сум под импресии. Најубаво на цел свет. Дали имаш некој ритуал пред настап што го практикуваш да се спремиш? Оваа година минатата ми беше малку, признавам, постресна. Ми се чувствуваш и на вокалот тоа минатата година, затоа што беше јубилејно, нешто малку прво и целата. Сега искуството си го прави своето. Мислам, оваа година малку бев слободен, послободен. Мислам дека тоа го почувствуваа сите и таа енергија што оваа година можев да ја дадам затоа што бев послободен, мислам дека почувствува и публиката и оркестрот позади мене. А што ти беше најголем предизвик оваа година при спремањето на концертот? Па најголем предизвик беше како ќе целото тоа ќе изгледа така, гледате повеќе од 40 луѓе вкупно на сцена. Навистина е мачно и да се затоа што цел концерт го снимаме и цел концерт ќе го има со продукција, постпродукција на YouTube и на телевизиите и тоа бара многу голема одговорност и тоа ми беше навистина едно најмногу сконцентрирани бевме на тоа, значи како ќе се снима видеото, како ќе се снима аудиото, како тоа ќе изгледа визуелно, навистина е макотрапно е многу време, ама после оваа вечер се заборава. Кој момент беше најубав за тебе оваа вечер? Кој момент најубав? Добро, имаш и многу сум среќен што песните што ми беа, нема да кажам подзаборавени, туку затоа што имам навистина премногу песни, тие што беа постари песни што се како Око моје зелено, например, некој во таков ритм како Вештица, што се песни што ги имам по 13 години, ги пее цела сала и жал ми е што можеби и лани не ги пеев, ама добро, имам премногу песни, лани пеев малку побаладични, ги искористив баладите мои. Оваа година гледав да што помалку балади ставиме во репертоар и да биде весело и мислам дека го постигнавме ефектот. Така. Што ти поминуваше тебе низ глава пред да излезеш на сцена? Дали имаше трема? Само се молев, Боже те молам, само да ми е добар гласот, Мене тоа ми е најважно. Кога ми е добар гласот, мислам дека целата самодоверба е веќе подруга и сите тие работи си течат после сами. Ако треба да го опишеш концертот во 3 збора, кои зборови би биле тоа? Сон, мој сон, живот мој и би бил, можеби нескромен да кажам, спектакл. Така беше, ја ќе потврдам. Ќе продолжиш ли сега некаде на афтер парти или пак дома на заслужен одмор? Не, сигурно некаде ќе продолжиме со моите пријатели, со гостите, со Наум, со Сале, од Тропико и сигурно некаде мислам дека заслужува да се прослави овој момент. Благодарам ја уште еднаш и честитки за овој прекрасен концерт. Благодарам и вам, благодарам што бевте тука и поздрав за сите ваши гледачи и благодарам за целата поддршка што ми ја давате. Фала, Јоце. Сале, тука сме по завршувањето на концертот со Јоце. Кажи ни како си помина ти вечерва? Јако ми е драго пред свега и одугувам велику захвалност Јоцу кој ме позвал да будем вечерас овде гост во величанственој хали, сали и да sa njim podelim vino večeras
energiju i ljubav koju on definitivno gaji prema publici i kao i publika koja je večera sa njim odužila ovoliko gromoglesnim pevanjem, aplauzima i ovacijama. Jako sam srećan i drago mi je da sam deo ovoga večeras ovde, njegovog koncerta, njegove ove dobre zamisli sa Filharmonijskim orkestrom Makedonije. Bilo mi je izuzetno lepo i publika je sjajna svakako, kao što i on jedan divan dečko koji ima sjajnu karijeru. Како те убеди оце да кажеш дан за овој концерт? Lagano. Лесно. Lesno, da, apsolutno lesno. Videli smo se skoro na Ohridu i nešto smo pričali o nekoj saradnji, pa me on pozvao eto pre par dana da budem gost na koncertu. Naravno da nisam hteo ni mogao da odbijem ovaj divan moment, ovaj divan nastup. Кој момент од вечерва највеќе ќе ти остане во сеќавање? Нешто што највеќе ќе го Pa памтиш? iznenadilo me kada je pevao Ivana pesmu Kemala Montana, iskreno. Baš sam se onako prijatno iznenadio i oduševio i to mi je negde highlight noći za mene. Кој од вас двајца повеќе ја пали публиката, ти или Јоце? Pa to mora da kaže publika, ali ja, verovatno. Кој е потежок? Dobro je i oce, mislim, ali... Кој е потежок за соработка, ти или Јоце? Pa vidjet ćemo sad ako budemo krenuli nešto da sarađujemo kao kompozitor-pevač, vidjet ćemo ko je komplikovaniji. Verovatno ja. Pretpostavljam. Што мислиш за македонската публика, па што се разликува од српската? Po meni je Makedonija kao druga kuća, zapravo, i ovde smo već 20-ak godina, kao što se tvoj kamerman i ja znamo, na primjer, 20-ak godina. Nije da smo stari, nego smo mladi krenuli u ceo posao. Pa meni je stvarno Makedonija kao druga kuća i ovde se osjećam mnogo lepo. Publika je uz nas sve ove godine i mogu samo da im se zahvalim što voli i slušaju Tropico Band toliko dugo i što i generacije rastu uz našu muziku i što se sve to i nekako i dalje prati, voli, sluša, šeruje i obraća pažnju na sve ono što radimo i što smo radili u proteklih, da kažem, ajde godinu dana, aktivno od kako smo izdali pesmu Polovna roba i Libero, koja je ovde naišla na vrlo lep odziv publike. Tako da nadam se da ćemo nastaviti u istom nekom ritmu i iskreno večeras mi je pala na pamet i negde mi je želja da i mi odradimo niz koncerata u ovoj predivnoj dvorani. И за крај, дали би сакал да ни откриеш нешто повеќе за тебе, каков е Сале приватно, нешто што публиката не го знае? Pa ja sam u suštini jedan emotivan, mio, drag i veseo čovek. Kako me vidite na bini, takav sam i uživo. To ljudi koji poznaju mene vrlo dobro znaju, mogu da vam potvrde. Jednostavno sam vrlo prost, saradljiv i otvoren kao osoba za svu vrstu komunikacije, dogovora, ljubavi ili bilo čega. Mislim u pozitivnom smislu sve, naravno. Фала ти, Сале, што одвои време за Хајп Македонија. Hvala Hype Makedonija, puno pozdrav od Saleta iz Tropico Banda. Ćao. Тошете, имаме вечерва по завршувањето на концертот на Јоце Панов. Кажи ни како си помина ти вечерва? Јас вечерва прекрасно се поминав, прекрасни емоции, чувства, прекрасна музика. Јоце Панов има некоја негова енергија, така што и се изнаиграв оваа вечер и навистина прекрасно се поминав. Посакувам на Јоце уште многу и вакви концерти да има, бидејќи заслужува, се знаеме долги години, предобра личност, предобра особа, премногу работи на себе, премногу песни има, еве, не можевме да се отидеме, другари што му се преспа веќе, не може да издржи, он уште една, ама има премногу, така да многу квалитетен пејач. Така, како што спомена, вие се знаете долго време, дали можеш да ни кажеш како започна вашето пријателство, дали памтиш? Па не памтам баш како започна, но знам дека бев и на еден негов спот, така да заедно снимавме еден спот. Навистина премногу се дружиме и предобар дечко. И ние може да се случи не се видиме месец, два, три, но повторно кога ќе се видиме има таа енергија како да сме секој ден заедно, така да навистина го почитувам премногу него. На социјалните мрежи постојано гледаме фотографии од вас и вашата сопруга, прекрасни фотографии каде и што да патувате. Кажете ни кој е рецептот за таков успешен и среќен брак толку долго време? Вие секогаш изгледате како да сте на почетокот на врската, можам да кажам. Благодарам многу, ајде збори, секогаш изгледаме како сме на почеток на кога се влюбуваат двајца млади. Па да, на бракот треба да се работи, бракот е навистина, да, и треба и да се почитуваме и да работиме, да се запознаваме колку што може повеќе, да не замеруваме на некои ситници или стекот низ годините,
се спознаваме, запознаваме многу повеќе, работиме на себе, таа ме познава мене, јас неизе, така да и навистина сваќам дека колку значи тоа во мојот живот и дај Боже сите да ги зачуваме браковите и да имаме личност покрај себе, навистина ние сме повеќе од 25 години и јас сум горд што имам таква жена покрај мене и во добро и во лошо сме поминале све заедно и била со мене кога сум бил на почеток и се уште сме заедно и заедно и вежбаме и стакмичиме и нашата ќерка со нас, така да навистина ме прават среќен и исполнет сум со нив. Која е вашата следна дестинација за патување или планирате да се приберете во Македонија веќе? Па здравје Боже да видиме Ангела ако успее да земе виза за Америка, планираме да одиме во Лас Вегас на Мистер Олимпија Аматер, да видиме Ангела да се надпреварува, да видиме до каде е таму во таа Америка, во таа конкуренција, но исто така и ние да се надпреваруваме, така што одиме Лас Вегас, Мајами, сигурно Флорида, Беверли Хилс, Лос Анџелес, тие ќе ги прошетаме сигурно повторно. Супер, Тоше, фала ви премногу. Фала и на вас.